Текстилниот сектор засега не може да очекува да биде субвенциониран од државата, со цел да го потикне својот развој кој подолго време е стопиран поради недостатокот на работна сила, но и нелојалната конкуренција која имаат од странските инвеститори во теризоните. Министерот за финансии Кирил Миновски, кој денеска беше во посета на Штип, недостатокот на работна сила во производството го поврза со новите фабрики на странските инвеститори, кои придонеле да се раздвиже пазарот на трудот. Во делот на субвенционирањето на текстилната индустрија се уште немаме добиено некакво официјално барање кое што е доставено до нас како министерство. Во суштина, ние настојуваме преку системските мерки кои што ги спроведуваме, преку политиката на ниски даноци, да најголем дел од средствата се враќаат во компаниите од проста причина што реинвестираната добивка е ослободена од плаќање на давачки. Целта ни е на тој начин да се стимулира креирањето на одржлив бизнис на реална основа. Миновски денеска ја посети германската компанија Семак Фешн, која се наоѓа во новата индустријска зона Запад. Семак Фешн компани, која што е странска директна инвестиција во Република Македонија, каде што се произведува масовно околу над 600.000 парчиња текстил за Сојузна Република Германија. Навистина е импресивно она што имав можност да го видам, овдека од аспект на начинот на креирањето на производот, од аспект на условите за работа. Тоа е показател дека мерките на владата на Република Македонија за привлекување на странски директни инвестиции и потикнување на вработувањата даваат резултат. И да истакнем дека нова локација направен Дупот, посет уште 2 локации за фабрики, но ние истовремено ја правиме новата индустријска зона, кој се простира непосредно до овој објект на површина од 350 хектари. Земјиште ќе се продава по 1 евро по метар квадратен. Веруваме дека ќе имаме нови инвеститори, што значи дека Штип навистина оди напред во својот економски развој. Министерот за финансии Миновски денеска оствари средба со бизнис секторот во Штип со цел да ги слушне нивните проблеми, но и предлози како да се подобрат одредени мерки.